Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Дали мора секогаш да мислам на се? Обично со таа реченица започнуваат многу расправи во семејството. Едно истражување кое се однесува на семејните обврски покажува дека жените прават далеку поголема ментална и когнитивна работа во споредба со мажите во партнерските заедници. Зошто е тоа така и како да се живее со менталното преоптоварување во семејството? Ќе зборуваме со Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт во Психотерапика. Радмила, добре ни дојде во студиото на Телма. Добре ве најдов, Марија. Мило ми е што еве сум овде со вас да поразговараме на оваа тема која што најчесто станува збор за менталното оптеретување, често пати е тоа нешто невидливо или како многу пати работата која што ја вршиме, често пати завршува невидлива. Така да убава провокативна тема, па ќе видиме како ќе ја донесеме за вашите гледачи. Ќе започнеме од она што е секојдневие. Треба да се организира средба на децата со другарчињата, да се закаже педиатриски преглед, да се камуфлира зеленчукот во детскиот оброк. Што се е потребно да се купи за да се сготви ручекот, или пак децата да постигнат добри резултати во училиштето. И се тоа вака навидум звучи како некои мали задачи, но тие се собираат со текот на времето и никогаш не исчезнуваат. И сега некои истражувања покажуваат дека жените во традиционалните семејства почесто мислат на сето ова во споредба со мажите. Дали е тоа точно и зошто е тоа така, ако е вистина? Па ние сме се уште дел од една традиционална култура, се обидуваме да ги промениме, посебно еве сега јас размислувам за мене, што се е моје ментално оптеретување дома. Можам да кажам дека многу зависи од начинот на кој што се поставени релациите во домот. Тоа не мора да значи дека потекнуваме, тоест градиме традиционална заедница, туку и потекнуваме од традиционална заедница. Кога велам потекнуваме од традиционална заедница, тоа е најчесто односот што сме огледале кај нашите родители, она што нас не хранело во однос на тоа колку е битен, важен партнерот, колку се битни неговите заложби, што значи да си ангажиран како родител во животот на децата. И тука некаде ние со години, со децени, како жени ги превзимаме голем дел од обврските кои што се појавуваат, а денес ќе се сложиме дека има многу обврски и некако овој и самиот концепт на ментално оптеретување се појавува сега. Не го знаеме, јас не сум слушала мајка ми да ми каже дека она ментално се оптеретила затоа што правила некои работи за мене. Туку некако било сватено тоа под дефолт. Природно, нормално, дека жената, иако не е признаена таа, секојаш се борела за доминација во семејството, во кое што преку овие заложби, преку ова држење на семејството, манифестира одредена контрола, која што и помага на неа да си го најде своето собствено значење во тие релации. И сега денешно време жениве се поизлезени од дома, тука и кариерата, се услужни целиот процес. Порано биле многу фокусирани на децата, ако се сеќам живееле за децата, така да сите обврски околу децата беа некако во пакет. А сега е тука и кариерата, жените сакаат да имаат и кариера, но и родителството стана покомплицирано. Од друга страна влечеме некои интроекти, ќе речам, некои вистини кои што не се наши, но сме ги превземале преку воспитувањето од нашите родители. Јас денес се сеќавам на некои такви моменти во кои што мајка ми, иако таткото е главата на семејството, мајката е таа која што ги организира сите работи. Затоа што ако она не организира, целиот систем паѓа. Сега на вистина е така, не сум сигурна. Јас малку поинаку ги гледам работите, но верувам дека во многу од семејствата се уште таа поделба постои понатаму. Се на некој суптилен начин понекогаш се одржува. Еве преку ова ментално оптеретување, таа работа која што ние инвестираме во растењето на децата, често пати е нешто како да кажам
испливува на површина, можеби наредниве генерации поинаку ќе го адресираат тоа прашање. Интересно е што најдов истражување за скандинавските земји, таму вела дека дури и доколку работата е идеално поделена помеѓу партнерите, сепак оние ситни, невидливи ментални обврски и припаѓаат на жената, што значи дека таа свесно се одлучува да го прави тоа. Па јас би рекла дека дали несвесно, свесно, полусвесно, како и да е, сепак се сложува да прави нешто и да превземе нешто како своја обврска. Прашањето е колку ние тука сме силни да не превзимаме обврски или да делегираме обврски на другите, без при тоа да се плашиме дека нели тие обврски нема да бидат завршени, тие обврски нема да бидат накриво направени, па тука да се активира знаете, она контрола на работата на партнерот, кој што често пати повозрастните го правеле многу почесто, па ние исто така нели го правиме. Така, некогаш немаме доверба во она што партнерот ќе го заврши. Дефинитивно, па без разлика дали сме нели дело традиционално семејство или некое современо семејство, таа доверба често пати испливува, таа недоверба често пати испливува во односите. Многу е тешко, треба многу време да се пушти човек, тоест да се пуштиме како жени, и јас се ставам на тоа место, да се пуштиме и да ја пуштиме од контрола ситуацијата. Па тие деца не се наши деца само. Нели, тие сега јас многу пати сум се фатила, така сум влегла во некој организацијски мод, па се јавам, па како децата ќе останат без друштво, па значи како ќе се снајдат, ќе најдат начин. Прашањето е, ако веќе го прифаќам како врска, зошто дозволувам тоа премногу да ме оптоварува? Дали тоа значи дека имам недоверба кон партнерот, се јас мора да правам, нели она? Се јас мора, јас ако не фатам, ништо. Не е фатено. Знаеш, или моментот на го праќаш машти во маркет и се враќа назад и ти му ги проверуваш продуктите дали се купени оние што си ги замисла во глава, немало. Значи, едноставно се уште тежнееме да ја, кажам, мимикрираме таа контрола во семејството, кога не сме свесни дека на вистина веќе живееме еден поинаков живот во кој што имаме контроли на други процеси. Но има една ваква ситуација, кога мажот ти се обраќа на жената, треба да одам во продавница да купам нешто што ни треба. Направи ми список. И сега што би му одговорила? Ја би го направила списокот. Јас не. Јас не. Ќе тргнам понекогаш, али ќе кажам, па човече, и ти гледаш у фрижидерот, знаеш што треба, како треба. Често пати одиме кон тоа заедно да го направиме списокот. Значи, тоа се тие мали замки во кои што ние многу лесно влегуваме, нели? И веќе кога сум влегла, па да му го направам цел список, нема враќање назад, нели сум се зафатила со таа работа. А тие се мали замки и знаете што мене ми помогнало, кога ќе се сепнам дека сум влегла во замката и застанувам тука и прашувам, окей, нели нема потреба да се набива тензија и велам ајде да седнеме заедно да направиме списокот. Например, не викам дека јас сега мислам, постои тоа мислење и така е, дека често пати, нели, они се извршителите на дејноста, значи, јас се сеќавам, татко ми одеше со ливче во џепчето, што го беше направила претежно мојата мајка. Но мене ме иритира тој момент, искрено да ви кажам. Мене повеќе би ме изиритирал тој момент и ме вознемирил, отколку, нели, моментот да сега подготвувам лист. Повеќе би отишла на варијанта заедно да подготвиме лист, да провериме што треба, како треба да подготвиме лист и да отиде. Исто така, моментот на мрзливоста на жените да купуваат работи. Меѓу другото. Научени маживе да одат секаде, они како Господ, јас сум дел од тоа, да не заборавиме и на тие работи. Например, како родово ние сме влезени во некои улоги, иако сме дел малку од едно посовремено милена односи, сепак се фаќам самата себе во некои улоги кои што понекогаш се прашувам дали треба да ги правам, дали се дел од моето искуство или е нешто наследено од другите генерации. А што е со половата стереотипизација, која што факт е дека е присутна? Например, многу е понормално жената да излезе од работа, да ги земе децата од училиште или кога се болни, за да ги однесе на лекар, но за мажите никако таа задача како да не е толку типична. Јас не сум адекватен пример, иако за ова зборувам. Пред некој ден отидов во амбуланта заедно со сопругот и малото дете
И таму во амбулантата чекаа само машки родители со деца. Зборувам да речеме во фирмата, како тоа го толкуваат колегите, доколку мажот почне да излегува почесто. А во фирмата? Да. Па зависи од фирмата. Факт е дека има многу Значи има фирми кои што се исто традиционални. Значи има фирми кои што се исто традиционални, има фирми кои што гајат и вклучуваат некои по слободни, како да кажам, вредности, лични вредности кои што немаат, знаете, излегуваме малку од тоа наше културно милје да имаме мислење за се. Така во таа насока сметам дека иако не во многу од фирмите се смета за многу нормално. Посебно во фирмите кои што соработуваат со некои други култури, например, не остануваат типично наши фирми, него соработуваат и разменуваат со култури кои што малку поинаку гледаат на тоа прашање. Искрено ви кажам, сега можеби пред некој ден многу интересна ситуација. Мојот сопруг го носи детето во училиште, го зема, така не е погоден распоредот и дури им некако се чудат, нели, луѓето како сопругот мој повеќе се грижи за деца, тоа е интересно какви јас етикети добивам од страна на стереотипизација на половите. Какви етикети јас добивам од останатите, а зборуваме сега за некое леснување, како мене ми ги лепат, например, многу пати етикетите дека нели сега јас сум таа што треба. Какви етикети ви лепат? Па дека не се појавувам толку често во да го земам моето дете од градинка, можеби, или например се случува да не секош јас го носам моето дете надвор да прошета, често пати таткото ги носи двете деца. Кога имам работа за викенд, таткото е тој кој што мислам излегува и ги организира децата без при тоа да ми се јавува секој саат време да ми каже нели детето. Знам дека е малку поинаква ситуацијата и многу пати се соочуваме со поинакви ситуации. Јасно ми е, но сакам да го истакнам како позитивен пример, затоа што поддршката и разбирањето од партнерот е нешто најбитно според мене. Тоа не може, како да ви кажам, тоа се гради, тоа не може некако какви етикети да ви лепат, ако имате добра релација со партнерот, тоа не влегува во домот, останува надвор. Може да се насмеете на етикетите, јас често пати се зезам, например, ќе земам детето, ќе го однесам во градинка и викам кој знае колку се изненадија сега комшиките, нели да ме видат со детето одам во градинка или нешто слично, нели. Или одењето во кога детето е болно. Се случува и мојот сопруг, но не секогаш во ситуации во кои што да вистина е потребна поддршката од двајца. Повеќе преферираме двајцата да одиме да си бидеме поддршка отколку нели да оставаме еден на друг да бидеме поддршка. Но верувам и знам дека постои една таква ситуација, нели да се превземат поголем дел од одговорностите. Јас да се поделат. Да се поделат. И менталното оптоварување да се подели. Знаеш што, Марија, прашање колку ние можеме вистински да ги поделиме работите. Например, не постои такво нешто идеално. Ти ми должиш на мене 50 денари, а и ти сме пријатели 20 години. Дали мислиш дека по некое време ние ќе си сметаме кој на колку должи и колку јас тебе треба да ти вратам? Така, не треба строгост во сето тоа, треба флексибилност. Така, ако почнеме да ги мериме работите, например, ќе заглавиме во една, нели, правичност која што непотребно ќе ни го наруши, нели, наруши релацијата. Мојот партнер е добар во нешто и јас гледам оптимално, нели, колку можам да му дадам простор за он да си го развие тоа. Јас сум добра во нешто друго. Јас, например, во односот наш многу давам во делот на разговор околу проблемите, значи наоѓање на решение. Мојот партнер не е таков, но мојот партнер има една друга карактеристика во која што, нели, за разлика од јас која што сакам да, како се вика тоа, да ги разглобувам работите, он дава многу јасна, практична насока на нештото и моје да прифатам затоа што не мора се да комплицираме, нели, понекогаш треба поедноставно да се решаваат работите. Може да се има бенефит од двете страни само кога нели сме отворени. Тоа е некое мое искуство. И гледам или јас кога сум со некој долго време, да не ги мерам работите, нели, толку многу, затоа што не можам да кажам во денешно време дека само јас сум ментално оптеретена, кога и мојот партнер сигурно е ментално оптеретен, или работа, обврски, посебно кај семејствата, мислам, кои што
се оставени сами на себе да ги гледаат децата, кои што немаат никаква друга логистичка подршка од баба, дедо, од некој или близок. пак така. градинка соодветна или нешто што ќе им овозможи да им ги децата да им ги згрижат за да они можат малку да работат и на некои други аспекти. Многу се покомплексни условите за да некако се биде подршка во развој на таквото партнерство и таквото родителство. И затоа сметам дека треба да се истражат контекстуалните фактори, значи што е тоа што во нашата средина го поддржува, тоа што не го поддржува и треба да видиме, знаете како листа, плюс минус, дали ќе преовладува плюсот или минусот. Јас барем така гледам на работите. Не мора да значи дека тоа е точно, нели? Но мене ми дава тоа некаков мир. Нели? Тоа е клучното. Да. Да си го најдеме, да имаме мир, така, да сме мирни. Да. Да ги вклучиме гледачите во денешната емисија, да видиме тие како се чувствуваат, дали тие сметаат дека се ментално оптеретени или пак не. Телефонскиот број е 3076-677. Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт во Психотерапика, е гостинка во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци. Разговараме на една интересна тема, која што верувам дека го привлекува вашето внимание. Затоа еве очекуваме вие да споделите некои ваши искуства, доколку сте се нашле во една ваква ситуација, како сте го решиле проблемот. Радмила, што се може да предизвика менталното оптоварување? Како кај жената, така и кај мажот. Веќе споменавте дека и двете страни живеат со притисоци во ова современо општество. Што значи се живе под постојан стрес? Доколку не постои, што се треба да се заврши, што да се направи? Така е, доколку не постои некакво разбирање на тоа ментално оптоварување и доколку не се направи некаков баланс, например, да не биде нешто што само јас превземам, нели? Туку нешто во кое што и ти се вклучуваш, значи од време на време, не мора постојано, тогаш се прави некаков основа за подобро разбирање. Тогаш не се појавува толку многу лутина, не се појавува толку многу таа пресметливост, што правам јас, што правиш ти не се ангажираш околу децата, и јас секогаш сум ангажирана околу децата. Во исто време мораме да бидеме свесни дека тој партнер е нашиот понекогаш и најблизок партнер и пријател. И многу е полесно со него да ги биеме битките, него со некој надвор шеф, кој што е типично традиционален, или некој колега кој што ни е типичен шовинист, нели, па ни ги или обратно, кој што ни ги ствара притисоците и ни си дојдеме дома и партнерот таков каков што е, тука го правиме лом. Значи мораме да сватиме, јас сметам дека домот треба да биде свето место во кое што ќе се обезбеди мир и најдобро разбирање помеѓу партнерите. Не треба да дозволиме притисоците од надвор да станат наши притисоци. Често пати тоа се случува во денешно време. Ние од надвор притисоците не знаеме како да ги разрешиме. Нема институции, нема установи. Ако си се налутил на шефот или на шефицата, каде ќе отидеш да го кажеш тоа? Каде ќе го поместиш тоа? Кој ќе гледаш како винок? Сигурно нема, знаеш дека не можеш да и се спротиставиш. Одиш дома и нормално, кој ти се мести? Партнерот. Нели? Или други моменти, или децата ти се криви. Значи, во таа насока мораме да бидеме внимателни. Значи, од каде е изворот на фрустрацијата, нели? И да бидеме свесни за она што ние го правиме. Например, ако јас гледам дека партнерот ништо не прави, како е можно? Не е можно тоа. Еве само кога го слушаме тој збор, зареме може ништо да не прави. Не е можно, но ние поради таа фрустрација, нешто сме му се налутиле или долго време трае тоа, ние не се обидуваме да погледнеме што оно што тој прави за да го нормализираме малку тоа чувство. Секогаш кога ќе имаме таква изрека, мојот партнер ништо не прави, секогаш мислам треба да се запрашаме дали тоа е навистина така, дали е можно некој ништо да не прави. Во рете, кога ќе утврдиме дека некој многу малку се ангажира, но често пати јас прашувам како ти придонесуваш за таа отсутност на партнерот? Или која е мојата одговорност во отсутноста на партнерот? Можеби некогаш сакаме преголема контрола врз процесите. Не знаеме како да искомуницираме едноставно барање. Превзимаме премногу се сами да завршиме. И тука се појавува дисбалансот. Па не можам јас се пред врата да чекам
ти да се смилостивиш, да ми отвориш вратата, јас да влезам, ќе чекам, ќе си заминам, ќе се пасивизирам, нема да се вклучам. Значи така доаѓа всушност и до пасивизација на еден од партнерите. Така е. А доколку еве некој одлучил да ги преземе сите одговорности, сметате ли дека се цени улогата на семеен менаџер? Па јас не знам како би се отсекала ти ако твојот партнер ги превземе сите одговорности. Тоа никогаш не би го дозволила нормално. Значи, Но ја би се има осеќала релации каде што бескорисно. тоа е присутно. Ја би се осеќала бескорисно. Присутно, ама еве јас тргнувам од себе. Кога некој би ги превзел сите одговорности, ја би се осеќала бескорисно. Која е мојата улога во ова семејство? Која е мојата улога во ова партнерство? Толку ли сум слаба да не може некој да ме вклучи во целиот тој процес? Ме разбираш, нема да си најдам свое место. Заради тоа, супер е тоа, секи биде супер завршено. Сигурно таа личност со право го превзема тој момент, но прашањето е колку оставаме простор за другите да се вклучат, не на начин на кој што ние замислуваме, или може да се вклучи само ако е совршено. Не постои совршенство, мора да се вклучиш, јас да бидам толерантна за некои работи кои што сум ги очекувала. Например, сум очекувала, еве се смеам со примерот со моите родители. Они често пати татко ми кога ќе се вратеше од пазар, мајка ми отвараше фрижидер за да види дали јајцата се доволно големи, нели за таа цена. Тоест и татко ми нонстоп се лутеше. Зошто ме праќаш на пазар, нели? Кога ми ги проверуваш продуктите. Значи тоа наше незадоволство не е од сега, тоа нели со партнерите. Влече корени од таа традиционална култура. Тоа е некој трансгенерацијски, како да кажем, отпад што ние го процесираме често пати и треба да го најдеме нашиот простор, нашето место, затоа што пред нас имаме човечко битие, партнер кој што има различна, нели, улога во нашиот живот. Ако не успееме да се поврземе, прашањето е каков живот ќе живееме, не знам. Значи, тоа може да создаде конфликтни ситуации, бидејќи еве најдов на едно истражување, научниците велат дека неправилната распределба на менталната работа не создава поголеми несогласувања меѓу партнерите. Значи, зависи од тоа кој како сака да функционира во заедницата. Може би некогаш и некому одговара. Фала така да Богу, бидат ние сме поставени холистички, ние имаме, нели, нашата ментална активација не е, значи тука е и физичка активација, тука е когнитивна, значи за различни работи станува збор за ментално оптеретување. Јас сум добра во социјализација, јас сум си ја превзела улогата да правам контакти на моето дете, нели, и да ги организирам тие работи. Нема што да се лутам, пошто мажот ми не е вклучен во други работи. Во таа насока сакам да кажам, нормално дека не предизвикува проблем, заради тоа што веројатно постои свесност дека некаде тука сум превзела. Превзела одговорност на тие или ментални задачи, или ангажмани родителски, партнерски. Да пуштиме тука еден блок реклами, да. А веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зборуваме за менталното оптоварување, односно она прашање кое што понекогаш си го поставуваме, мора ли секогаш јас да мислам на се. Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт во Психотерапика е гостинка во студиото. Радмила, доколку се чувствуваме ментално преоптоварени и уморни од сите мисловни ангажмани, на каков начин да разговараме со партнерот, а при тоа да не прерасне сето тоа во кавга? Бидејќи кога ќе се стави на маса она, морам ли ја да мислам на се, веќе тука почнува расправијата. Сметам дека прво, кога ќе дојдеме до тој момент, до тоа чувство дека сме премногу оптоварени, нели, треба да седнеме малку со себе. Најнапред со себе. Со себе прво, пред да седнеме со партнерот, да седнеме со себе и да погледнеме што е тоа што ни креира ментално оптоварување. Нели? Кога ќе погледнеме во однос на тоа што ни креира ментално оптоварување, одиме кон тоа да видиме, нели, ако партнерот е вклучен некако или чувствуваме лутина кон партнерот за тоа ментално оптоварување, тогаш треба да видиме, окей, малку да го внесеме партнерот и на поинаков начин. Тоа што ви го реков претходно, значи не да видиме што он друго прави, нели, кога јас сум ментално оптеретена, што е она што партнерот прави за тоа време, нели? Друго прашање е дали јас и како сум поставила прашање или барање од него, нели?
Многу пати, знаеш што, ние жените сме многу интересни. Мислиме дека се што ни е на памет треба да го прочитаат другите. Че не треба да ги кажеме работите. То треба да се знае. Се фатила? Така нон-стоп. И некако во тој момент, како да не си го огласувам моето барање, како да не ми е дозволено јас да си побарам нешто, знаеш, би сакала јас да го завршиш ова, нели? Или ми треба помош од тебе. Каква помош да побарам? Мора јас да сум совршена. Мора јас се да знам да направам, нели? Како сега јас да бидам слаба и да барам помош, ти се молам. А многу од жените сме такви, нели? Ние не поставуваме барање. Или ако поставуваме барање, го поставуваме толку специфично да другиот да не знае што да ни одговори. Го поставуваме да биде сега, нејасно доволно, бараме некои не знам какви изведби совршени. Треба да го поставиме барање во насока на тоа дека ни треба само помош околу тоа. Сега, тука доаѓа другиот момент. Како ќе ни биде дадено тоа? Исто прашање на стандардите кои што си ги градиме однапред, за како сакаме тоа да изгледа. Тоа многу долго нас не храни. Он да прави, ама како ги прави работите. Да се вклучува, но после него не знам. После него или оној муабетот, јас не чувам 2 деца да ти кажам, ја чувам 3 деца. Тоа не е Многу често, да. Многу често, посебно кога станува збор за машки, например, или за партнери. Не сум слушнала некој партнер машки да каже за жената, ја чувам 3 деца. Многу ретко. Тоа мајчинство, таа една наша грандиозна улога преку која што ние се реализираме, преку која што е ставена на пиедестал, нели? Преку која што ние како жени се евалуираме, што велат, например, повеќе ќе ти изгледаат ако отидеш да си направиш фризура и ногти, а деца имаш мали дома, како тоа успеваш? Како ти успева тоа? Да, веднаш тука со критика е тоа. Веднаш со критика, веднаш со етикета. За разлика од други ситуации во кои што јас треба да сум онака скинат од работа, да кукам и да увкам за да добивам нечиво сожалување, нели? И тогаш нема да ја добивам таа етикета. Но кога сум окей, кога издвојувам време за себе, нели? Тогаш има да го папам на некој начин. И тоа од женската, нели, група. За таа женска солидарност критиката од таму потекнува. Од таму доаѓа најчесто затоа што искрено ти кажам, другите мажи мене да ме критикуваат затоа што отишла фризура и ногти да правам, сигурно нема да го направат тоа. А и ни пак ја помислат веднаш дека мажот ми е некој папучар па и дозволува на женава, не знам таму што. Какви стереотипи, со какви стереотипи сме обкружени, сето ова говори што значи дека секоја жена за да биде задоволна, па и да се ослободи од менталното оптоварување, треба да си посвети време на себе. Па фала Богу, тоа го нема. Што е тоа време за себе? Многу велат не може да постигнат поради обврските што ги имаат, да одвојат половина час. Тоа е изговор. Мислите дека е изговор? Ако јас не наоѓам време за себе, тогаш тоа е изговор. Тоа е практично јас сум свесна дека не секогаш можам да издвојам време за себе, но не би сакала тоа да го користам како момент на сожалување. Не може, многу имам работа, нели? Кој треба да ти го даде тоа време? Стварно не ми е јасно. Така си го заслужуваме. Сакам да ти кажам една приказна. Како мојот женски мозок размислува, замисли си. Кога тргнав, кога бев со мојот сопруг на почетокот, сика, човече, што направив за да ме заслужи овој човек? Види мислите во главата какви ми беа. После неколку време, од кога се ојачав, од кога партнерот ми даде многу поддршка, кој што често пати ми вика, ти имаш полошо мислење за себе, отколку што ја лошо мислење за тебе, искрено да ти кажам. Реков, вториот дел беше, што ти си заслужил за да ме имаш мене. Знаеш, и убаво ми беше тука. То чувство дека јас сум значајна, битна. И третиот момент е дека двајцата си заслужуваме такви какви што сме. Но интересно беше од каде тргнав. Тргнав од една позиција во која што јас треба да го заслужам тој човек. Со една комплетна со една комплетна девалвација сопствена за моето значење. Јас сигурно имам некакво значење чим сум со таков човек. Ако него го почитувам, сигурно нешто кај мене е вредно и треба да си го почитувам. И он беше моето огледало.
практично да се видам себе си и да кажам, не барав од него, што и да ми кажеше он, ме разбираш, што и да ми кажеше, не стигнуваше до мене. Ми кажеш, убава си, што ти е на тебе, какви работи зборуваш, не стигнуваше до мене. Ми требаше мене јас за да од внатре да си дадам дозвола да се видам себе си значени и важни. И тогаш дојде моментот во кој што јас правам работи, без при тоа чувствувам огромна вина. Нели, децата сум ги оставила на машми да ги чуваат или пак не знам, тамо сум излегла некаде со пријателките, па сум го оптеретила со децата, или моментот на клањање до крај нели до крај на денот, за тоа леле, хвала ти многу што ги почува децата. Хај, чии се тие деца? Чии се тие деца? Тие се наши деца. Значи, веројатно и јас и ти, нели, и ти си благодарен на мене, нели, и јас сум благодарна на тебе. Но не треба, нели, да паѓаме во несвест кога мажите пак земаат некои обврски на децата и сега тука, нели, секое земање на обврски готово. Мислам, фалење и уважување. Значи да ни се зголеми нивото на самопочит. Така е. Да прифатиме дека работите во семејството треба подеднакво да ги прават и двајцата партнери. Така е. Споменавте никако строга поделба да на не се мерат обврските, работите, да не се мерат, така е. туку едноставно оној за што е поспособен или порасположен да го прави. Така е, да се намала стандардите, да има договор, да се праша што би сакал ти, некош не секош сме расположени, некош и нас да не праша што ти би сакала. Доколку некој од партнерите не го заврши тоа што сме го наумиле онака како што треба ли да бидеме искрени? Еве, например, земаме кеса со салата која што е купена и таа е овената. Треба ли да искоментираме или не? Добро да сега нема сигурно да јадеме салатата. Треба, но треба да го кажеме тоа на начин во кој што нема да нели нема тоа да биде повод за да другиот пак донесе колку ние не го цениме него. Ме разбирате, тука има многу интересна игра во паровите. Некојаш салатата е буџосана заради тоа што се предизвикува другиот партнер некоја типична реакција. Па треба да прашаме што да му кажам јас поинаку за да не го добие тоа што во принцип го очекува од мене. Може би треба да кажам, фала ти што купи салата, супер. Искрено ти кажам, не ми изгледа многу свежа. Што мислиш ти? Што мислиш ти? Да го слушаме мислењето и на тој начин. Така е, што мислиш ти? Моето мислење е тоа, ти што мислиш? Каква е салатава? Дали ти задоволува критериуми? Затоа што не е на крај крајева наше дали ни задоволува. Сигурно и тој човек има критериуми. Прашањето е зошто не ги искористил критериуми, нели? Но и многу е важно како ќе се изговори што мислиш ти. Да, што мислиш ти? Што мислиш ти? Океј. Некогаш е океј да јас во име на играта би јадела и таква салата. Ама чисто ќе чека момент на реакција. Ти се допадна салатата, дали мислиш дека океј, јас, пошто ти си ја земал салатата, нели, верувам дека тоа е твој избор. Некогаш треба и така да се постапи со цел да се покаже, нели, дека не е тоа дека јас не се согласувам, туку некои работи има кои што просто невозможно е да се прифатат. Радмила, двајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Ајде да ги слушнеме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Прашање до гостинката. Ајде, повелете. Ние сме сами. Така? Така сами. Годините се тога негде, 75. Браво. И сега гласи там прашањето па да не мислиме многу колку јас можам да сватам. Меѓутоа нема кој да мисли, име фамилија не е тука. Што би направиле? Јас мислам треба да се мисле. Барам одговор. Зашто треба? Некако како да не го разбрав. Да, не го разбрав и јас осема прашањето, мислев дека вие го слушнавте. Ние сме сами. Така, вие сте сами со сопругата? Така. Добро. Добро. Не сме сами, јас со сопругата. Меѓутоа име фамилија, живи здрави внучиња, паравнучиња и така натаму. Добро. Сега, да не кажам колку сме нервозни. Вие што го говорите и да сакаме не можеме да не мислиме. А бараме што да направиме со таа работа, за да не мислиме повеќе. Добро, ајде да го слушнеме и следниот гледач. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ајде да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден.
следниот гледач се исклучил. Малку беше нејасно прашањето, но претпоставам бидејќи спомена гледачот дека чувствуваат некаква нервоза, веројатно во поделбата на обврските во семејството. Па ја мислам дека они кажаа дека се повозрасен пар, кој што прво честитам што сте заедно и на 75 години, што се уште комуницирате, што сте заедно, тоа е големо постигнување, нели? Да што еве фрустрациите, нервозите веројатно заедно ги поминувате. Многу е полесно кога ги делиме тие работи отколку кога сме сами, нели? Во таа насока си имате се еден со друг, со сопругата да си дадете поддршка. Сега нормално е дека на 75 години, нели, нашата резилиентност, издржливост, годините сами по себе, нели, си прават да ние таа нервоза и фрустрација многу лесно испливува, таа нетрпеливост. Тешко е секогаш да се занимаваме со прашањето што порано сме се занимавале со многу поголема леснотија. Во таа насока слушнав дека господинот рече дека имали и семејство, нели? Некако ние како родители понекогаш убаво го донесе ова. Премногу се ангажираме во животите на нашите деца. Нели, еве и они се своји семејства градат. Понекогаш треба и да размислиме колку треба ние да се секираме еве и да се вознемируваме за некои работи кои што они можат да си ги решат и да си ги средат. Кога живееме во проширено семејство, многу често се прелива, нели, работите се преливаат од помладото семејство кон повозрасното, затоа што возрастните сметаат дека се уште имаат одговорна улога. Во таа насока понекогаш начинот на кој што се решаваат фрустрациите е да се нели да се даде на децата да ги решат тие, децата возрастните деца да ги решат тие прашања, од друга страна нели да се види со сопругата после толку години живење што вие би направиле нешто убаво за вас. Значи на тоа треба да мислам. Па да, па треба да видите, сепак се 75 години за долгогодишно партнерство, треба да размислите што вас ве прави задоволни. Мора да има некаков баланс кој што ќе дава, нели, нели, некаква радост и задоволство, кој што ќе дава некаков баланс на ова другово, нели, фрустрацииве и нервозиве. И моето последно прашање за денеска се однесува во однос на распределбата на обврските помеѓу партнерите. Дали треба да се направи на начин на кој што викендите би била слободни? Значи, повеќето работи да се завршат во текот на работната недела, а викендот да си го посветат на себе, за да може да градат квалитетен однос. Мислам, зависи дали според мене многу е битно во кој партнерството, во кој стадиум е, дали се тоа родители на мали деца, значи дали се родители на деца кои што веќе имаат свој пат, свој терк, па некако се посамостојни. Она што сметам е дека не треба да се преоптоваруваме, дека се е совршено и дека треба да биде совршено, затоа што кога сакаме, кога тежнееме кон совршенство, често пати сме многу незадоволни и многу разочарани. Значи, можеби треба да бидеме повеќе во контакт со она што реално можеме да го постигнеме. И сега, зависно од тоа каква е работата, нели, за се може да се најде време. Во секој случај, многу пати она што слушаме како сопругата сакала да чисти за викенд, а како таткото сакал да излезе со децата за викенд. Според мене многу е подобро да се најде време да помогнат сите во чистењето, а потоа да излезат сите заедно. Затоа што викендот, посебно со помали деца, е време поминато заедно. Воопшто ги поддржувам и активностите што се имаат со таткото, нели, и со мајката, но тие активности треба да се произлезени не од обврски, туку од задоволство. Например, нема мајката да оди со децата да чисти, сега тоа е, јас ќе ги земам децава на чистење. Не, туку она треба со децата да помине време во кое што она ќе биде задоволна, а не биде приморана да прави некои работи. Заради тоа сметам дека врските, ако децата гледаат дека и башкиот родител се вклучува во работата, например, и они самите се вклучени во работата, многу полесно им е да ги исполнуваат врските подоцна. Не викам сега дека децата треба да ги сработуваат врските како возрастните. И не мислам дека мајката нема да биде таа што можеби ќе ги води процесите. Но во секој случај, знам по друга страна доста машки партнери кои што не знам, не фатиле прво смукалка во рака или пак сметаат дека тоа е женска работа. Или така да има се уште многу поделени улоги во однос на обврските и задачите околу децата и обврските кон животот.
Така, во западните земји велат дека овие проблеми се почести во хетеросексуалните заедници отколку во хомосексуалните. Предпоставам дека таму работите некако поедноставно се решаваат. И моето последно прашање, уште едно последно прашање за денеска во однос на менталната оптовареност, доколку некој се чувствува толку многу исцрпен. Дали е доволен само разговор со партнерот или пак понекогаш треба да се добие и психолошка помош? Зависи од, значи јас секогаш преферирам да ги советувам партнерите да најдат нивно мало заедничко време во текот на денот, дали тоа ќе биде на почеток на денот или приквечер кога најмногу се свежи во можност да се сретнат заедно, за да можат да разменат многу значајни работи за нив. Дали тоа ќе биде уз кафе пиење или ќе биде нели пред заспивање, зависи како се функционира парот. Секако, доколку чувствуваат дилеми кои што не можат да ги разрешат и премногу се влезени во тие улоги или премногу надворешниот притисок, прави притисок и врз нивната врска и релација, многу е добро да се консултираат со психолог, психотерапевт, кој што ќе најде простор, во кој што они ќе најдат простор да го види парот како таков, како функционира и што му е потребно, да му биде поддршка за да може да променат некои аспекти, нели постои љубов, ама постои голема оптоварување, генерирана фрустрација и лутина, кој што треба да се најде простор, пошто не можеш пред децата или на пример нема каде, сега во пандемија сите сме напикани дома, добро е да се најде, нели, да се исконсултира Со охрабруваат на таков чекор? Да, има, да. Се охрабрува. Не мора работава да е дојдена до, што викаат, до нож до коска, нели, за да дојдат и да едноставно си го земат просторот за малку да се, како да кажам, да разговараат за некои работи. Често пати добивам коментар од типот на некако овој простор е само да се изфилтрираат работите кои што инаку не би можеле да ги комуницираме. Знаете, и паровите мислат дека тоа што им се случува дома, не знам каков слон, не знам каква, нели, работа голема е. Не мора тоа да значи. Многу парови имаат потреба од простор во кој што ќе ги разменат работите кои што ги притискаат. И со мали насоки од страна психологот, психотерапевтот се решаваат? Преку ноќ? Па да, зависи од волјата на партнерите, зависи од улогата на терапевтот, нели, зависи колку он има поддршка и колку суштина, како да кажам, и дава простор да бидат тоа што се и да се изразат на соодветен начин. Не преку ноќ, ништо не е преку ноќ, но со помали промени се стигнува и до некои поголеми промени. Значи, секој често пати викам колку време требало да се кондензира тој проблем, да се нели онака да се искомпаилира тој проблем, толку време треба додека го разрешиме тој проблем. Не може од денес зутре да се очекува решение. Ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство. Секогаш е интересен разговорот со вас, преку конкретни примери ни појаснувате многу сложени ситуации и начините на кои што секако тие се решаваат. Благодарам, Марија, за поканата. Се гледаме во следна емисија. Секако. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Следете не редовно секој понеделник во 0+ месеци, каде што зборуваме за родителските релации, но и за здравјето на децата. А од вторник до петок во Телма амбуланта заедно учиме за нашето здравје. До гледање.